Благослови, Владико. Честа и задоволство еве што првиот разговор на Тиверио Пол МК во овој видеоформат го правиме токму со вас. Благодарност за тоа што го одвојувате времето да бидете дел од нашата емисија. Дали веќе еве еден месец како Тиверио Пол МК стартува во дигиталниот свет, дали веќе имате навика да не кликнувате, да не отворате, да ги читате содржините и да го гледате она што го постираме и го објавуваме на порталот и секако на YouTube каналот? Бог да благослови. Како што рековте, мене ми е чест и задоволство еве првото интервју да го снимиме заедно за Тиверио Пол. А што се однесува до тоа дали ја следам вашата работа, секако дека да, не само што ја следам, туку и се радувам заедно со вас, поготово заради тоа што секој од вас посебно го познавам и знам дека главен двигател за се што правите и за целата иницијатива, за целиот проект е токму љубовта кон Бог. И затоа се надевам и се молам плодовите од вашата работа да им бидат принесени како дар на луѓето за спасение на нивните души и секако во слава Божија. Нашата идеја всушност на тимот кој што стои за Тиверио Пол МК беше обид тој жив живот кој што го живееме во црквата да го пренесеме и во дигиталниот свет. Затоа што живееме своевиден парадокс, од една страна сме дигитално поврзани, меѓутоа од друга страна сме лично отуѓени. Но имаме црквата како центар, како соборност, како заедница. Ево, вашето прашање ми го привлече вниманието. Еден збор што го потребивте, а тоа е живиот живот. Мислам дека можеби нема подобар начин да се опише она што секој член на црквата, секој што оној живее активно во црквата и активно учествува во литургискиот живот на црквата, како би го опишал и би го нарекол тој живот, ако не жив живот. Заради тоа што за нас живот е вечно живиот и вечно младиот Христос, кој што не држи и го смислува нашиот живот во црквата. Надвор од тој живот, надвор од него, се друго попрво би можеле да го наречеме преживување отколку вистински живот. Еве со вашава работа и сето ова што го правите на Тиверио Пол, што го гледам, е еден повик, слично како оној повик што го упатил Филип кога Натанаил се молел под смоквата: дојди види. Дојди види како се живее вистински. Дојди види што е вистински живот. Почни да живееш, немој да преживуваш. Што се однесува до целата она тенденција, дигиталниот свет, ама и начинот на кој што комуницира современиот свет, јас не можам да видам ништо друго, туку еден особен глад и жед за заедничарење. Заради тоа што човекот е создаден за заедница. Најтуѓо, најнесвојствено на човекот му е осаменоста и егоизмот. Бог не го замислил и не го создал да биде таков. И ние гледаме дека човекот се обидува, тоа најубаво ни го представуваат социјалните мрежи, социјалниот живот, кој што во голема мера е виртуелен и повторно не можеме да го наречеме вистински живот, но самиот стремеж, самата тенденција да се стапи во заедница покажува колку е очен човекот. И со сето ова што го имаме, тој социјален живот во интернет просторот, ништо не решава.
со целата таа поврзаност, ние можеме да сватиме само дека човекот никогаш не бил повеќе осамен отколку што е сега. Човекот никогаш не бил посамолюбив отколку што е сега. И слободно можем да кажам, можеби никогаш во историјата на човештвото човекот не бил понеспособен за заедница отколку сега. Заедницата и способноста за заедничарење ние ја стекнуваме и ја остваруваме во црквата. Да, патоказот го гледаме. Го имаме крстниот знак по вертикала и по хоризонтала. Често знаеме да го сгрешиме патот и можеби не е толку трагично тоа што ќе го сгрешиме патот, колку што веруваме потрагично немањето волја, немањето енергија да се вратиме назад и повторно да трнеме по вистинскиот пат. Какво е вашето искуство? Дали сме ние податни на духовно водство? Рековте колку крстот е патокас. Секако дека крстот е патокас. И крстот не е само патокас за нас христијаните, туку е главната оска околу која што се одвива нашиот живот, но и оска околу која што се остварува спасението на се што е создадено. Како што велиме во црковните химни кои што ги пееме на крстовден, на воздвижување на честниот крст, дека крстот е основа на Вселената. Не крстот сам по себе како знамение направено од дрво, туку пред се заради оној кој што се раснал од преголема љубов кон нас на крстот. Во која смисла крстот е патокас? Ја споменавте хоризонталата и вертикалата на крстот. Веројатно сите знаеме и ќе се сетиме на она прашање што му го патиле фарисеите на Христос, која е најголемата заповед од сите заповеди, па Христос им посочува не една, туку две. Првата е возлюби го Господа својот Бог со сиот свој разум, со сето свое срце, со целото свое битие, и втората е возлюби го ближниот свој како самиот себе. Тука може да се постави под прашање кој е нашиот ближен. Секако секој човек кој што е создаден по образ Божи. Таа хоризонтала не можете да ја ограничите само во рамките на вашето семејство, на вашата најтесна заедница, народ, помесна црква. Таа хоризонтала го опфаќа сиот свет, сите луѓе, па дури и непријателите. Вертикалата е нашата љубов кон Бог, која што треба да биде апсолутна и безкомпромисна. Бог треба да го љубиме со сето свое битие. И токму помеѓу тие два патокази, едниот насочен директно нагоре кон Бог, другиот се протега на и го опфаќа секој еден човек, е крстот на кој што се раснува христијанинот. Не е лесно да се љуби. Љубовта секогаш подразбира жртва, и љубовта кон Бог, и љубовта кон ближниот. И на тој начин се учиме да љубиме и стануваме слични на Него. И тој својата огромна љубов кон нас ја пројави токму на крстот. Толку не возлюби што се предаде себе си на смрт заради нас. И така нас ни избави од смртта. Дали ме прашавте, податни на духовно раководство? Па повторно тоа е поврзано со крстот и нашиот однос кон крстот. Знаете, свети апостол Павле вели дека Христос стана послушен до самата своја смрт, и тоа смрт на крст. Христос, како богочовек, немаше потреба од послушание. Крстот е тесно поврзан со нашето спасение, а со своето послушание до самата своја смрт, и тоа смрт на крст, Христос ни покажа кој е нашиот пат,
кон нашето лично спасение. Не знам колку сме ние податни, колку се стремиме. Во последно време се забележува и често се пласира тој крајно неодржлив аргумент, во некоја светоотечка смисла неодржлив и аскетска, во светлината на преданието што ни го оставија светите оци, дека нема зашто да сме ние послушни на човек, сме му послушни на Бог, на Божите заповеди, на каноните на црквата и така натаму. Па да беше доволно да му бидеме послушни само на Бог, Бог немаше да ја основа црквата и немаше апостолите да ги остават сите своји преемници после нив во црквата, на кои што е потребно да им бидеме послушни. И секогаш за послушанието, кога зборуваме за таа богочовечка димензија на спасението, Бог е тој што го изведе израелскиот народ од робството на фараонот и од египетската земја. Не му беше на Бог потребен човек да го води избраниот народ низ пустината. Оти оној кој што го хранеше во пустината е Бог, не е Мојсей. Оној кој што го раздвои Црвеното море е Бог, но преку стапот на Мојсей. И оној кој што одеше на чело на израелскиот народ е Мојсей, воден од Бог, секако. Така што и во црквата нам Христос ни остава човек преку кој што треба да се смириме, да се откажеме од својата огревовена волја, да ја починиме својата волја на Духовниот Отец и да се раснеме на крстот на послушанието и да бидеме послушни до самата своја смрт, и тоа смрт на крст. Не мислам тука на биолошката смрт, туку на смртта на стариот човек, кога ќе се роди новиот човек и кога ќе заживее новиот човек во нас. Кога нашиот ум ќе се просветли, нема потребе од послушание кон човек. Послушанието, тоа нам владиката Дедо Наум ни го објаснува постојано, дека има перспектива на духовно растење, на потполн маж, возрасен, според критериумите светоотечки. И се до моментот до кога и самиот човек кој што е духовно раководен, ќе стане самиот духовен раководител и духовен отец. Значи има перспектива да порасне од духовно чедо и да постане духовен отец. Тоа е невозможно, значи послушанието има перспектива, не е доживотно, но е неопходно ако сакаме да се реализираме како личности, како боголики личности. Поинаку не може. Или, подобро кажано, светите оци на црквата друг пат не ни покажа и друг пат не ни оставија. Еве со тоа ќе завршам како и што почнавме. Друг патокас кон Царството Божјо не ни оставија, освен оној патокас, крстот на послушанието. Православните христијани одед се наоѓаат на патот на тоа патување до големата Пасха, до воскресението. Ги започнавме овие пости со повикот за простувањето и колку е важно простувањето, како прв чекор пред да го започнеме подвигот со постењето. А од една страна простувањето, од друга страна наметнатите прашања помеѓу телесниот пост и духовниот пост. Ако зборуваме само за нас кои што живееме во црквата, секако на другите луѓе кои што живеат надвор од црквата, ним критериум не има. Ниту Евангелието Христово, ниту се простувачки од Бог. Па затоа имаат легитимно право и може непростувањето да биде дел од концептот, од нивниот вредносен систем до кој што се држат. Но за нас христијаните, за нас православните христијани, тоа е недопустливо. Заради тоа што ние се стремиме кон Бог, кој што вели, кој што не храни со својато пречисто тело и со својата честна крв во црквата и кој што на секоја света литургија ни вели земете јадете и земете пиете. Ова е крвта моја која што се пролева за вас и за мнозина за простување на гревовите. Ние се стремиме кон Бог кој што вели јас дојдов
Nije sakam smrta na grešniku, tuku sakam da se vrati i da bude živ. I vo Него ние задобивме и примивме простување. И не можеме да градиме заедница со тој и со таков Бог ако самите не простуваме. Ние не можеме да се помолиме со молитвата која што тој ни остави нам во наследство на црквата своја. Молитвата со која што не научи да се молиме, молитвата Оче наш. Таа на крајот кулминира повторно со простувањето. И прости ни ги долговите наши, како што ние им ги проштеваме на нашите должници. Непростувањето, или подобро кажано оваа молитва, поставува за секој оној кој што изговара своевидна стапица, поготово за оние кои што не простуваат. Оти од нашето простување на другите и на оние што нас не повредиле, зависи и условено е простувањето кое што ние секојдневно го просиме и го бараме од Бог. Оти би можели да ја формулираме на поинаков начин таа молитва. Така всушност и постапил некој од древните оци на црквата. Ја имаме таа анекдота во старечникот. Неден ученик кој што дошол кај својот старец и исповедал помисли проти некој од браќата своји и рекол дека нема да му прости никогаш ни на овој ни на оној свет, како што велиме ние. И старецот му рекол: добро, чедо, ајде да клекнеме да се помолиме, па Бог ќе не просветли што да правиме. И старецот почнал да ја кажува молитвата: Оче наш, но кога дошол до оној дел за кој што зборуваме, тој наместо да рече и прости ни ги долговите наши, рекол: и немој да ни ги простуваш долговите наши, како што и ние не им ги проштеваме на нашите должници. Ученикот нормално се покајал и заплакал и сватил каков греф и каква е тежината на гревот на непростувањето. Мислам дека ова објаснување беше доволно колку голем и страшен греф е непростувањето за нас и затоа ние Великиот пост како движење кон Царството Божјо го започнуваме или на некој начин светите оци црквата како врата низ која што тесна врата низ која што треба да се протнеме и да го започнеме тоа наше патување неделата на простувањето. Телесниот и духовниот пост. Се почесто можам да слушнам и да слушнеме сите еден крајно неодржлив и плиток аргумент против воздржувањето од храна и против телесниот пост. А тоа е, важно е да не мислам зло, важно е духовно да постиме, не е важно што ќе јадеме и што ќе пиеме. Секако тоа на прв поглед изгледа дека е така и дека ете, но што правиме? Никој не е помудар од просветлените оци на црквата и од црквата која што е раководена и оживотворувана и просветлувана и чувана од Светиот Дух Божи. Штом црквата ни пропишала и востановила пост, се друго паѓа во вода. И никој од црквата не може подобро да се грижи за нашето спасение. Овој аргумент ќе беше одржлив ако не беше толку тесна врската помеѓу душата и телото, таа психосоматска врска. Ќе беше одржлив ако човекот беше потполн човек и ако само душата човечка се спасуваше во тој процес на спасение и на обожение во црквата кон кој што сите се стремиме. Најголем противаргумент против на сите овие луѓе што го тврдат ова дека не е потребен телесниот пост се моштите на светителите, на светите и обожени луѓе на црквата. А тоа се нивните свети мошти, кои што се обожени во истата онаа мера во која што е обожена и нивната душа. До сршта на коските нивни кои што ги имаме во црквата, кои што благуха, чудотворат и ние ги целиваме како свети мошти. Затоа таков е и односот наш кон телото на погребите. Ние кога ќе почине човек, не го фрламе туку така телото во земјата, туку велиме го погребуваме. Или некои од словенските народи го задржале оној збор сохранени или сахрана, значи да се сочува, да се запази нешто. Ние кон телото немаме презир во ниту еден миг.
И ако ги гледаме свештениците, сите сме биле на погреб, каков е односот кон телото. И традицијата кај нас е штом ќе почине некој се капе телото и се подготвува. Гледате каков однос имаме. А свештеникот го кади цело време за време на опелото. Ние го полагаме во земјата, телото на нашите упокоени гледаат кон исток. Секој што бил на православните гробишта го знае тоа. Гледаат кон исток и тоа не е току така. Тоа е заради ветувањето кое што ни го дава Христос како молња, кое што ќе се појави, кое што се гледа од исток дори до запад, така ќе биде во денот на Синот човечки. Мртвите ќе го слушнат гласот негови, ќе оживеат. Ние чекаме воскресение на мртвите. Со нови преобразени тела, налик на Христовото тело после воскресението. А тоа е заради тоа што истото тоа тело се подвизувало, се борело против гревот и против страстите, исто како и душата. Затоа во црквата постојат телесни подвизи. Не смееме да го пренебрегнуваме телесниот подвиг во црквата. Тоа исто така, исто како да речете дека доволно е да се спаси душата човечка, телото да загине. Сршта на нашата вера е тоа дека чекаме воскресение на мртвите и живот во идниот век. А во животот во идниот век човекот ќе влезе потполно и со душа и со тело. Сега ако сакаме и нашето тело да се спаси, мораме и телесно да се потрудиме на тој наш пат кон Царството Божјо. А она што не ни дава да постиме е нашата острастеност за вкусната храна и за сите телесни наслади. И кога сака човек да се удоволува на страстите, најдобар аргумент му е тоа доволно е да постам духовно, не треба да постам телесно. Јас поверувам, оној кој што не може телесно да се присили да пости, тој ниту е способен, ниту ќе може некогаш да пости духовно. Го спомнавте, отец, патувањето кон Царството Небесно и тоа што го спомнавте во една ваша беседа, дека безумно е да мислиме дека она што постои на овој свет е тоа крајното и конечното кое што можеме да го имаме. Овој живот кој што го имаме овде на земјата секако дека е исклучителен и огромен дар Божи кон паднатиот човек. И така и почнавме, едно од првите прашања беше таа формулација ваша: живи од живот. Бог е живот. И животот е дар Божи. Но овој живот, ваков каков што е, непостојан, ограничен, да се задржите само на него, дека тоа е се што имаме и се што поседуваме и дека сам по себе ваквиот живот треба да го осмисли нашиот живот и ние да бидеме среќни и задоволни со тоа и да ја прифатиме таа реалност, дека живееме додека живееме, на сето она што се трудиме, што го љубиме, зашто се залагаме, дека не можеме да го задржиме за себе, всушност ни самите себе си не можеме до бесконечност, па ни на некое подолго време да се задржиме во овој живот. И да се помириме со фактот дека гробот, дека смртта се ќе голтне, не само што е безумно, туку е безсмислено, недолично и крајно непристојно во однос на човечкото достоинство на она што е човекот, да прифатиме таква реалност на постоењето. Биолошкиот начин на постоење, да го прифатиме за реалност на нашиот живот и за суштината наша, за суштината на нашето битие. Тогаш човекот подобро да не се родел. Таквото постоење, видете, таквото постоење е една недогледна агонија, која што раѓа само страв. А животот во страв и во параноја, не знам колку може да се нарече вистински живот. Но еве нема да зборуваме за стравот заради тоа што имате предвидено прашање за стравот. Па веројатно за тоа после. Безсмислено е. Ние имаме почеток. Тоа е дефиниција за се што е создадено и се што е материјално.
Да бидете материјалист е да прифатите дека се што е создадено има почеток и има крај. Ние тука се согласуваме со таа атеистичка формулација. Зборуваме генерално, јас кога зборувам и кога се обраќам и се што објаснуваме од перспектива на Воскресението Христово и од таа богочовечка перспектива од која што црквата гледа и сведочи во овој свет, реков, ние се согласуваме со таа дефиниција, со тоа што разликата помеѓу нас не е мала, има огромна бездна за нас, почеток и крај е Христос. Алфа и Омега е Христос. А крајот во Христа е почеток кој што нема да има крај. Тоа е огромен дар да ја живееме таа реалност. И знаете, тој страв и безсмисленоста на постоењето, на биолошкиот начин на постоење, ние го надменуваме во црквата многу едноставно и многу лесно и го сведочиме на секој литургиско собрание со оној наш крик самите себе еден со друг и сиот наш живот на Христа Бога да му го предадеме. Значи не само самите себе, не овој свет, не овој земен живот, туку и се што љубиме во него, се што има вредност во него за нас, ние на Христа Бога му го предаваме. И на тој начин се запазуваме и самите себе еден со друг и се што љубиме во овој свет го запазуваме и го спасуваме од смртта, бидејќи на Христа Бога му го предаваме, а смртта нема власт над него. Да, повторно ќе се надоврзам тука на една ваша беседа. Од една страна, нели, ние мислиме дека сето она што е на земјата е тоа што го имаме, од друга страна тежнееме кон достигнување на некој рај или она како што вие во вашата последна беседа го велите, комодитетот и комфорот во кој се улулкува современиот човек и неговата занесеност, како да е на чекор повторно да се дограби до безгрижноста и убавината на рајот, мислам дека се најпогубни. Вашево прашање сега ме надополнува се што реков како одговор на претходното ваше прашање. Човекот навидум како да се помирил со биолошкиот начин на постоење, а од друга страна единствениот страв кој што не може да го надмени, што не му дава спокој, не му дава мир да ужива и да се насладува до недоглед со овој и таков живот, е реалноста и трагедијата на смртта. И стремежот да создаде да направи рај овде на земјата. Јас реков дека комодитетот и комфорот во кој што овој свет се улулкал и кој што особено стреми да го улулка и православниот христијанин, чиј што живот секогаш треба да биде подвижнички и треба да биде аскетски, е може би погубен, не може би туку сигурно погубен и поопасен отколку било кој активен и брутален прогон на христијаните во било кој историски момент. Токму заради тоа што улулкувањето во комодитетот и во овој лажен рај, кој што го нуди овој свет, прави да човек заборави каде се упатил, каде е повикан да појде и каде се стреми, и да заборави дека смртта како двоостар меч непрестајно му виси над вратот. И дека единствениот оној кој што понуди решение и надминување на трагедијата на смртта е Богочовекот Христос, кој што се распна за нас, кој што умре, влезе во гробот заради нас, но гробот немаше сила да го задржи, заради тоа што ни гревот не оствари никаква сила и власт над него, а смртта е последица на гревот, и во самиот себе ни даде можност и нам за надминување на смртта. Но Христос во ниту еден миг не се поистовети со овој свет. Туку овој свет не го прими, го распна и не го прима. Овој свет по самата своја суштина останува антихристијански. Сведоци сме тоа во секој поглед. Можеме до недоглед да набројуваме што е сето она што овој свет го карактеризира како антихристијански. Но Христос отворено ни вели
Вие не сте од светот, бидејќи јас ви избрав од светот. И нашиот цар и царството, кое што се пројавува на секоја света литургија, во која што директни учесници стануваме и царот на кој што му се поклонуваме, Богочовекот Христос. Затоа не смееме да изгубиме компас, ние христијаните. Не смееме да се залажуваме и да поверуваме на оние лажни ветувања, дека човекот овде рај ќе направи и човекот како Бог ќе се зацари. И човекот ќе биде Бог без Бога, не му е потребен Бог. Тоа не е ништо ново не слушаме. Тоа е она прво ветување, она прва лага која што е слушна нашите прародители во рајот. И поверува, и видовме докаде не донесе тоа, и видовме што добивме, последиците од таа одлука и последиците од тој пат ги трпиме до ден денес ние, нивните потомци. Споменав ориентир и компас и своевидна светлина во нашиот живот. Тоа не е ниту некоја техника, ниту некое средство за самоконтрола, за компасот и ориентирот е Богочовекот Христос. И животот во Него, во црквата Негова, литургискиот живот. Јас навистина не знам. Јас сум сигурен дека нема, но еве, ќе речам не знам бидејќи ние зборуваме и сведочиме за сето она што го примивме и што го наследивме од светите оци на црквата, а тие од светите апостоли, апостолите од Христос. Надвор од црквата нема вистински живот. Надвор од Христос нема рај. Победа над смртта и надминување на биолошкиот начин на постојање, надвор од Христос не постои. Ништо ново нема да слушнеме, како што велат светите оци. Ништо ново под сонцето. Единственото ново, секогаш вечно новата новост е новиот Адам, Богочовекот Христос. Се друго веќе сме го виделе, било презентирано и сме виделе како завршило тоа. Од една година веќе светот живее со пандемијата со COVID-19, болест која што предизвика турбуленции и разногласие меѓу целото човештво, па и меѓу православните верници. Секако дека оваа болест страда човештвото, сведоци сме на тоа страдање, може би не толку од самиот вирус и од самата болест, како што страда од таа затвореност, од пореметување на неговиот комодитет и комфорот на кој што беше навикнат човекот. И зборуваме за оваа епидемија, пандемија, како ли веќе ја нарекуваат, дека е нешто најстрашно што му се случило на човештвото, дека светот никогаш веќе нема да биде ист и така натаму и така натаму. Не велам дека нема вирус, како што тврдат некои, не постои болест. Тоа е една крајност кон која што не треба да се приближуваме. Но исто така дека ова е некое неголемо страдање кое што го спопаднало човештвото, е исто една лага во која што сакаме да поверуваме. Ние живееме во свет каде што царува болеста, каде што царува смртта, се уште, каде што страдањето е реалност. Оти човекот се раѓа и почнува процесот на неговото умирање. Ние велиме, нели, детето расте, зрее и така натаму, не. Почнува процесот на неговото умирање од самиот миг на раѓање. Тоа е перспективата на секој роден човек на земјата. Живењето во овој свет, ранливоста, кревкоста на нашето тело секогаш подразбира страдање. И животот човечки исполнет со страдање. Ако направите една ретроспектива секој на својот живот, ќе видите кои мигови, какви моменти доминираат во нашиот живот.
убавите наспроти оние моменти во кои што сме страдале, не сме се чувствувале убаво, сме биле повредени и така натаму. Тоа не значи дека јас сум песимист, напротив, нема поголеми оптимисти од православните христијани. Колку и да е овој свет мрачен, темен, злобен, ние гледаме крајно оптимистички на се, заради тоа што знаеме дека на крајта Христос ќе победи, љубовта ќе победи. Но страдањата постојат секаде околу нас. Кога само ќе ги видите статистиката, ќе ја видите на тоа колку луѓе годишно умираат од глад, колку луѓе годишно умираат од војни, или колку луѓе годишно умираат од маларија. Деца пред се. Бројките на оние што умираат од маларија далеку ги надминуваат жртвите на годишно ниво на луѓето кои што почина од овој вирус. Никој за тоа не сме слушнале да зборува нешто, да каже нешто, да се обиде да помогне, да го промени светот на подобро. И тоа таа една хипокризија, лицемерие човечко што не карактеризира сите нас. Ама сега зборуваме и кукаме сите зошто? Заради тоа што е нарушен нашиот личен комодитет и заради тоа што страдањето или болеста тропа на нашата врата. И постои потенцијална можност ние да се заразиме, да страдаме и да умреме. Заради тоа сите се испаничени. Но тоа не значи дека светот во овој миг, како почне епидемијата, страда повеќе од колку што страдал претходно. Тука ќе го цитирам Дедо Наум, тој во еден од своите последни текстови, мислам дека како безчувствителност беше насловен, или така некако вели, безчувствителноста е всушност причината за оваа паника, за овој страв. Стравот е причината, но безчувствителноста е главниот проблем на нештото. А безчувствителноста, вели Дедо Наум, прелест на срцето. Безчувствителноста го карактеризира секој еден човек кој што е безчувствителен има своевидно расстройство на божествениот лик во себе. Оти Бог не е безчувствителен, Бог е сострадален. Нашиот Бог е Бог кој што страда, страдален Бог кој што доброволно избра да страда, не страдален по својата природа, но тој сочувствуваше со нашата болка, со нашиот пат и не остави на смртта, да станеме жртва на смртта, да не голтне смртта, туку иако не страдален, избра да страда заради нас. И не може да биде безчувствителен и несострадален оној кој што се стреми со Бог и оној кој што вели дека го љуби Бог. А сите нас, кого во поголема, кого во помала мера го карактеризира безчувствителноста. Тоа е, ако сакаме да зборуваме за страдање, да ги отвориме сите овие прашања. Ова зло и оваа несреќа ќе помине. И се молиме секојдневно Бог да ни се смилува и како и се друго е заради нашите гревови. И со оглед на тоа што сме заслужили, со оглед на нашата грешност, пак е добро. Бог покажува огромно трпение, долго трпение, огромна милост и огромна љубов кон нас и сето ова што ни се случува е само еден повик да се вратиме и да се свртиме кон Него. Да се свртиме кон себе и да се свртиме кон ближниот наш кој што страда во овој свет. А ако не дојде и не тропне страдањето на наша врата, ние упорно одбираме да бидеме безчувствителни. А сега одеднаш сите станавме чувствителни. И гледате како, јас не гледам дека само зло, несреќа и страдање донесе ова епидемија, туку во секое страдање ние имаме можност да се градиме и да зрееме како личности. Нема друг начин. Едноставно човекот е таков е неговиот ков, да не може да научи, да не може да се изгради на друг начин. А за стравот, кој што го чувствуваме и го гледаме насекаде околу нас, тоа е повторно поврзано, најтесно поврзано со врзаноста за овој свет. Гледате што прави оваа епидемија
и болеста, колку и да е смртоносна. Таа ни се заканува да ги раскине нашите врски со овој свет. Да ни одземе нешто што ние го сакаме. Ни се заканува економска нестабилност, која што директно ќе го наруши нашиот комодитет. И во крајна мера, ако овој живот е се за што ние се држиме и сме се фатиле, тогаш готово. Имаме закана по нашиот живот. Но ако ние се подготвуваме и овој живот за нас е одскочна даска кон вечноста, тогаш дали ќе дојде денес смртта или ќе дојде после 2-3 години или 10, воопшто нема никаква важност за нас од есхатолошка перспектива. Оти што е човековиот живот, макар траели 100 години, 200 години во споредба со вечноста. Но не, никој не размислува за вечноста. Ние се за што се држиме и сме се фатиле за овој живот. А знаеме дека е непостојан, во секој миг ни се заканува опасност, дека она што мислиме дека го поседуваме во овој свет, некој ќе ни го одземе. Или на крајот на криштата ќе ни го земе смртта. И во ниту еден миг човек не може да се опушти. Тој трепери над самиот себе, трепери над овој живот, на се што поседува во овој живот. А смисла на времето и на историјата единствено и даде и ослободување од овој страв, ни даде и ни понуди Богочовекот Христос, кој што продре, влезе во времето и во историјата како човек и ни покажа дека овој свет не е се што имаме, дека тој за нас подготвил друг свет, дека доаѓа нов свет, ни ветил царство, ни ветил многу живеалишта во домот на Отецот Негов, за секој еден од нас. Но стравот е ние упорно се држиме за овој свет. Знаете како што вели народот наш, сме се фатиле како слепи за стап. Ние гледаме реалноста и на слепецот се што има, зашто може цврсто да се фати неговиот стап. А овој свет не е цврст стап на кој што можеме да се подпреме. Ако веќе земеме стап на слеп човек како илустрација, туку како една мала, кревка и несигурна трска на која што ако малку посилно се подпреме, ќе се скрши и ќе ни ја прободе раката и ќе не повреди. И на крајот од нашиот живот, кој порано, кој подоцна, сите го доживуваме тоа разочарување од овој свет и од се што може да ни понуди овој свет. Чувствуваме страв заради тоа што сме се одвоиле од Бог. И одвојувањето од Бог секогаш подразбира страв. Заради тоа што Бог е љубов. А љубовта кој изгонува стравот е аналогно на тоа колку ти повеќе се оддалечуваш од љубовта, од изворот на љубовта, тогаш ништо друго не можеш да имаш во срцето. И со ништо друго не можеш да бидеш обземен и обкружен освен со стравот. И еве можеме да почнеме од почеток како веќе зборуваме за стравот. И за она прво одвојување на човекот од Бог. Адам кога сгреши и кога го направи оној погрешен избор, прво што почувствува освен срам, што беше друго? Страв. Тој не само што почувствува страв, туку кога насети дека Бог доаѓа, тој како неразумно дете се исплаши, ни вели Светото писмо, и се сокри зад грмушка. Стравот, првото налетување на ближниот свој, првото гледање на непријател во ближниот свој, не е само заради зависта. И првото убиство, првата пролејана човечка крв овде на земјата, Авеловата, од неговиот брат Каин, е заради страв. Стравот да не му се одземе првенството, да не се лиши од првенството, заради тоа што Бог погледнал на Авеловата жртва. И гледате, стравот до ден денешен е само сведок. Ако има присуство на страв, тоа е само сведоштво дека ние од Бог сме се оддалечиле и дека Бог не го љубиме. Ништо друго. И се што живееме сега, ние во овие мигови на епидемија, на пандемија,
на севкупното страдање човечко. Јас повторно ќе речем, не е најголемото страдање и не е најголемото нешто што страда човештвото. Во овој миг сега, пандемијата. Главната причина зашто страв се вселил во нашите срца е тоа што не го љубиме Бог. И тоа што овој свет упорно го отврла Христа, не сака да го прими Христос. И плодовите кои што ќе ги жнееме се стравот од другиот, онака како што Каин се исплашил од братот свој, а тоа ќе роди омраза, ќе роди војни, ќе роди убиства, а сето тоа е заради тоа што не сакаме кон Бог да се ствртиме и бегаме во спротивен правец од Бог. И се што ќе имаме во срцата е страв. А единственото нешто што треба да го направиме и што можеме да го направиме, да ги отвориме своите срца за Бог. А Бог ќе дојде ќе не научи што е љубов. Или, подобро кажано, самата љубов во нас ќе се всели. Совршената љубов. А совршената љубов секогаш го изгонува стравот. Ете ни решение. Отец, како што кажавте, Бог е љубов. Мислам дека тука и треба да го завршиме овој наш разговор. Ви благодарам многу за времето кое што го одвоивте да бидете дел од овој наш разговор. Ви благодарам вам. Повторно ќе кажам, ми беше чест и задоволство да бидам еден од првите ваши соговорници. Се надевам дека ќе имате многу душеполезни и убави интервјуа со други гости и ви го призивам на вас благословот Божи, Бог да ве благослови, да биде со вас и се што ќе направите, се што ќе понудите, да биде за спасение на луѓето и во слава Божја.